Ване, Кристина, добро утро. Екипата на Македонија на утро се наоѓа кај монтажната галерија овде во паркот на франкофонијата во Скопје, како што најавивте, наш денешен соговорник утрово е господин Никола Писарев од Центарот за современи уметности од Скопје. Господине Писарев, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Два настани посветени за Украина, културата и културната дипломатија во времења на војна, искуства и предизвици. Овој настан ќе се одржи утре со почеток од 19 часот овде во монтажната галерија. За што сушност станува збор и која е идејата за овој настан? Добро утро на вашите гледачи. Идејата на настанот е, пазите, доаѓа една група на наши колеги од Украина и од Романија, односно луѓе кои што се отиднати како бегалци во Романија, луѓе од областа на културата, на уметноста, на музиката, со кои што го работиме настанот во среда. И сакавме, првичната идеја беше да поразговараме како уметници со уметници, како организатори со организатори, да видиме кои се можностите и модалитетите за соработка, за ширење на вистините. Практично имаме многу лажни вести тука и се друго. И тргнавме од таа идеја, потоа дојдовме затоа што стварно живееме во времења на војни какви што не сме живееле доста одамна, секој ден се нешто ескалира, и решивме да разговараме малку за улогата на културата и како превентор на конфликти и како средство кое што може да влијае на градење на мир, на смирување, меѓутоа и на една многу подлабока улога на културата, односно за културната дипломатија, како културата може да допринесе да се воспоставуваат врски, да се реобноват некои раскинати врски. Тоа сите ние барем од Балканов многу добро го знаеме, бидејќи првите нишки на соработка после војните во бивша Југославија беа на полето на културата, и тука се градеа некакви односи помеѓу луѓето, помеѓу некакви мали заедници, мали институции, за да понатаму се тргне по некој нормален пат на соработка. Меѓутоа предвесник на тоа неретко може да биде и неретко е културата, само што ние како луѓе од полето на културата тоа не го гледаме како една нормална работа, разгледувајќи различни контексти. Луѓето од културата се оние кои што во главном сами себе можеме да признаеме кога сме криви, кога сме виновни, и онда тие соработки се полесни. Така да тука е некаде целата приказна е во тоа како ние можеме да си помогнеме сами себе, меѓутоа помогнеме и на да се развива некаква посериозна културна соработка, за да се воспостави некакво подобро, понормално општо живење и понормален тек на работите. Во среда исто така со почеток од 19 часот ќе се одржи и изложба на тема Украина е. Да. Чии дела ќе бидат изложени и што друго ќе имаат можност да видат посетителите овде? Значи, изложбата е кураторски концепт на колешката Јана Розбицкаја од Украина, она е украинска кураторка, која што има фатано поголем број на уметници, запрашани да дадат свое гледиште на тоа што е Украина. Практично да неколку 12-13 дела секој представува една приказна за Украина во смисла на што е репрезент на државата, како тие самите ја гледаат собствената држава, и во еден дел од неколку дела исто така се ставени работите кои што Украина како култура, како нација, како држава ги дала ги дала на светот практично. Нели сите ние како нации, како народи имаме голем допринос со одредени работи од светско значење, и практично тука е поместено и дело тоа. Се преку дела се интерпретирани дел од тие работи. Колку е важно во време на војна да се зачува културата и колку културата може да помогне да се пребродат тие тешки моменти, особено за граѓаните на Украина? Ова е многу слојно прашање. Прво, војните често пати се историски гледано, меѓутоа ден денеска е да се уништи одредена култура. Израел, Палестина се тепаат која култура ќе биде уништена, дали израелската или палестинската. Слично и со Русија. Културните идентитети, националните идентитети, сето тоа е поврзано едно со друго, и токму затоа културата е важна, многу важна во времења на војни, да се прави и
мислам, без разлика, да го трнеме на страна патриотизмот и злопотребата на културата во националистички цели, што исто така е еден феномен за кој што треба отворено да се зборува, за културите и национализмот, меѓутоа, од друга страна, треба да зборуваме и за културата како зачувување на сепствата, зачувување на идентитетите и така натаму, и во тој дел културата е многу битна. Може да допринесе, секако културата може да допринесе еднакво, ако ја злоупотребите, вие одите, значи тоа сме го виделе, одите во национализам, одите во фашизам, меѓутоа ако ја оставите автентичната култура, градската култура, сепак е 21 век, граѓанската, не градската, граѓанската култура, ќе дојдете до некакви процеси на смирување, на разговор, затоа што културата во принцип се базира на разговор, се базира на дискусија, на наоѓање на заеднички некакви решени и начини врз основа на тоа. Уметничката продукција исто така го рефлектира. Го рефлектира тоа и затоа е важно, не само, затоа е важно да се дозволи секој преку своите културни производи, може да ги наречеме, преку својата културна продукција да говори за себе, за својата заедница и така натаму. Во македонските медиуми се помалку гледаме и слушаме вести поврзани за војната во Украина, војна која што се случува на речиси 1500 километри далеку од Скопје. На што се должи тоа? Но што, ја сега, вака, вие сте поголем експерт за тоа од мене, меѓутоа гледано од страна како граѓанин, како уметник, како културњак. Јас го гледам, пазите, преоптоварени сме со сензационализам. Веќе тоа не е сензација. Влеговме во трета година на војната, ништо не се дешава. Мислам, се дешаваат страшни работи, меѓутоа секој ден е едно исто, се води војна и така натака. Ева малку имавме на друга страна нова војна, па одма сензационализмот се појави таму, многу малку добиваме информации од тоа што се случува. Од друга страна, па македонското општество е толку преоптоварено со сопствените проблеми, така и тоа е едно од прашањата, а една многу битна тема која што е во Македонија, за која што мораме да зборуваме, се лажните наративи, лажните вести поврзани со војната од Украина. Мислам дека една од 4-5 земји во Европа кај што се најприсутни лажните наративи е Македонија. Тоа мора да си го признаеме, тоа не сме ниту јас, ниту вие криви, меѓутоа констелацијата на настаните, можноста да се појавуваат сумњиви медиуми, да се прави Facebook пропаганда и така натака, не доведува до тоа да таа пропаганда односно руската пропаганда против Украина влијае на тоа да ние бидеме незаинтересирани на тоа што се случува на 1500 километара од нас и што уствари е многу опасна работа, зашто прва голема континентална војна во Европа по Втората светска војна, уствари тука е тоа често пати се заборава. Долга е темата, но тоа ќе го ставиме за некоја наредна прилика. Господине Писарев, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро, а секако овде и повик за сите кои што сакаат да бидат дел од овие настани, утре вторник и во среда со почеток од 19 часот настани посветени токму на Украина. Студио